Тука сме со вас во студиото на Македонија денес со цел да ве инспирираме, секако да превземете можеби позитивни движења во вашиот живот со кои што ќе направите да се чувствувате поубаво и подобро. Ќе зборуваме на оваа тема, што ве инспирира, од каде ја црпите енергијата и мотивацијата, затоа што сметаме дека сите ние сакаме нешто да не инспирира, да бидеме мотивирани за секој нов ден кој што го доживуваме и секако пред се да имаме доста енергија за да го издржиме темпото на живење. Околу оваа тема секако дека ќе разговараме со една наша доста позитивна гостинка која што ние чест кога ја имаме, особено во понеделник, затоа што ни започнува така и работната недела позитивно, со многу позитивна енергија и пред се и ние самите се инспирираме со нејзиното присуство. Токму така ќе ни биде задоволство да си го започнеме и отвориме овој работен ден и оваа работна недела со нашата драга гостинка. Време е да ја посакаме добре дојде на Марина Анчевска, НЛП тренер. Марина, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Убаво вака понеделнички повторно заедно. Навистина е така. Стања убаво кажа во најавата инспирација, нешто кое што веројатно треба да се потрудиме никогаш да не ни недостасува и да не го изгубиме, затоа што само така би биле подобри и подобри доколку сме инспирирани и работиме. Да, не е едноставно да се инспирираш цел ден, меѓутоа е убав предизвик и доаѓа најчесто од промена. Само ако направиме промена, тоа ќе ни доаѓа инспирација. Меѓутоа како до промената, нели? Да. Тоа секогаш е прашање кое што си го поставуваме и за кое што зборуваме. Да. Ние ќе зборуваме на оваа тема затоа што е доста значена, како што кажавме, да им помогнеме на гледачите, можеби да најдат начини како да се инспирираат, така да ја бараат инспирацијата, мотивацијата и секако да ја црпат енергијата која што е потребна за сето тоа да се издржи и пред се да се задржи позитивна енергија, затоа што верувам за да се биде инспириран, треба да се биде пред се позитивно расположен. Да. Луѓето кои што ја немаат позитивната енергија, потешко се инспирираат. Тоа да, меѓутоа некојаш и кога не се чувствуваш добро, ако можеш да го најдеш изворот на тоа што те прави несреќен, па може да биде инспирација. И да не однесе во оној позитивен дел од енергијата. Да. Има секакви извори на инспирација. Надворешни извори може да бидат емисија, па да те инспирира нешто, да направиш нешто поинаку, книга, нешто што ќе прочиташ, некој филм, разговор со човек или внатрешна инспирација. Таа внатрешна инспирација е нашиот најголем извор всушност, кој што доаѓа од искуство. Доколку се повеќе и повеќе се спознаваме себе си, полесно е да се инспирираме затоа што си ги препознаваме нели внатрешните процеси и можеме лесно самите да се усмеруваме. Доколку постојано бараме од надвор, убаво е да не инспирира нели од надвор исто така, меѓутоа постојано ако изворот го бараме од надвор, се губиме себе си на некој начин. Мора да има некој баланс и надворешни и внатрешни извори на инспирација. Да. Што во најголема мера ги разликува оние луѓе? Знаеме дека постојат такви во најмалите нешта може да ја најдат инспирацијата и случки и луѓе, нешто што ќе го видиме или почувствуваме веднаш да ни инспирира, има такви кај кои што оди малку потешко работата. Каде е разликата воглавно? Па мислам дека може би има разлика во тоа што ако сте насочени кон тоа што сакате да ви се случи, може би полесно ја наоѓаме инспирацијата, доколку човек кој што бега од тоа што не сака да му се случи. И тука има разлика затоа што поинаков е правец. Доколку се движиме напред кон тоа што не инспирира, што го сакаме да го направиме, е полесно да најдеме извори на инспирација и мотивација, додека ако постојано бегаме и викаме ова не сакам да ми се случи, ова не сакам да го направам, тоа не сакам, значи све во негација е потешко да ја најдеме инспирацијата. Меѓутоа инспирација има насекаде околу нас. Во секојдневието постојано има приказна, викам. Се е приказна. И доаѓањето навака е приказна, ако се сетим, во такси, разговорот со таксистот е приказна. Се најобичното одење во парк, на водно, може да биде некаква приказна, ако земете друга патека од која што одите нормално. Че се во некакво движење и во некаков процес, меѓутоа ние тоа ретко некојаш го гледаме. Толку сме затворени
што не ја гледаме инспирацијата околу нас. Да, точно, и ние често во емисијата знаеме да повикаме гости кои што се инспиративни со самото тоа што го работат, што го прават, со приказните кои што ги споделуваат отворено со нас, секако се со цел да се инспирираат и другите луѓе кои што гледаат дека не секогаш во најтешките ситуации треба човекот да се предаде, туку да ја бара инспирацијата во останатите кои што успеале на некој начин да се изборат и со најтешките моменти во животот. Да. Колку се тие можеби инспиративни приказни, најјаките инспирации кои што може да ги доживее човекот? Има секакви случаи, нели, во животот, и некогаш кога нешто нас ке ни се случи, мислиме дека е тоа најстрашното. Меѓутоа, кога ќе споделиме таа тага, кога ќе споделиме тоа што ни се случува, емоцијата во нас, ќе видиме дека не сме единствени и дека има луѓе кои што тоа го надминале, направиле нешто, од тој предизвик направиле нешто друго. Така да убаво е човек и да разговара, да комуницира. Најчесто ние кога сме во некаква тага, да кажеме, се затвараме, нели, внатре во себе си, не сме спремни да, нормално не е секогаш во секој момент спремен да сподели, меѓутоа убаво е да се комуницира, убаво е да се каже таа емоцијата, и секако вакви разговори е многу едноставно. Луѓето ти е надофат да слушнеш како некој се справил. Можеби моите предизвици за некого ќе каже, па тоа не е ништо страшно, меѓутоа секој од нас си ги доживува на свој уникатен начин и затоа ние едни од други можеме да се инспирираме, ако доколку можеме да ја видиме убавината во секој човек. Да. Колку не инспирираат позитивните нешта или негативните, односно немилите настани и случаи, од што тоа зависи честопати луѓе на кои што никогаш дотогаш, еве така да се изразам, не им се случил некој немил настан или потешкотија во животот, кога такво нешто ќе се случи, тогаш во нив се буди нешто посебно и знаат навистина многу да се инспирираат и тоа сите да го видат. Еве како еден типичен пример да кажеме да го дадам, создавањето на многу убави песни или хитови, што да кажеме на авторите и сами споделуваат дека им се случиле како резултат на некоја инспирација, но од немил настан. Така што еве да направиме споредба во инспирирањето од позитивните или од негативните. Па најмногу се учи човек кога ќе има предизвик, нели, кога ќе му се случи нешто со кое што ќе одеднаш ќе се соочи со самиот себе си. И тука е јачината, моќта, да кажеме мудроста на човекот да најде инспирацијата, затоа што кога си најдолу е најтешко на некој начин, меѓутоа и најинспиративно и најмотивирачки, затоа што одејќи повторно нагоре ти многу учиш и осознаваш. Баш во минатиот викенд имавме еден цел модул од НЛП-то, работевме на временската линија, на тоа како случките во животот на нашата временска линија, се ја покажам волкава, меѓутоа е многу подолга, како случките во животот оставаат трага, емотивна трага, и таа емоција со секој настан се повторува на некој начин и кај некои луѓе станува се поголема и поголема и не може во еден момент не може да се издржи, па затоа се прави некаква промена. И колку тие емоции всушност влијаат во нашиот живот. Некој се мотивира од страв. Некој се мотивира од тага, некој лутината ќе го донесе во некоја ситуација да направи промена. Убавото е да препознаваме, значи, дали тој страв, таа лутина, таа тага во овој одреден момент кога се случува и на начинот на кој што искажуваме, дали е соодветен за моментот или не потсетува на минатото. Во секој случај рековте дека инспирацијата е нешто што води кон промена. Со самото тоа што се инспирираме да направиме нешто, да создадеме, ние разборуваме за промена која што треба да се случи. Промена пред се која што значи позитивно нешто во достигнување на целите, плановите и задачите кои што ги имаме поставено пред нас. А збориме често колку е тешко да се направат промени.
Да, не е лесно. Зоната на комфортот е многу Опасна зона на комфорт. Некогаш е нормално и убаво да се остане во таа зона на комфорт, да се ужива. Меѓутоа, животот е секогаш во промена. Значи, ова сега ние зборуваме можеби 5-10 минути, пред овие 5-10 минути не беше ништо исто како што е сега. Така да животот е во постојано движење и на нас се дали тие промени ќе ги следиме или ќе ги враќаме назад, останувајќи во таа зона на комфорт. Најуспешните луѓе се всушност најфлексибилните луѓе. Оние кои што умеат да се справуваат со промените кои што доаѓаат од животот, од околината, од надвор и да прават промени во себе. Ако ние не направиме самите промена, нешто ќе не натера да направиме промена. И зашто да чекаме толку долго, кога можеме ние претходно да го движиме самите тој процес. И со самите промени всушност доаѓа тој мотив. Ако еднаш сте направиле некаква промена од која што сте добиле толкава инспирација, тоаш наредниот пат ќе ви биде полесно. Само што треба да се вежба. Треба да се вежба и треба тогаш нели еднаш кога ќе се случи да си речеме да, сакам ова да ми се повторува одново и одново, вакви убави моменти, па и да се трудиме, да одиме кон тоа, да. Да, чувството е убаво. Кога ќе направите нешто прекрасно, тоа го чувствувате во секоја келија од вашето тело и тоа е најубаво, нели, кога се инспириран и мотивиран. Да, ние секако ќе ги поканеме и гледачите кои што не следат, можеби да споделат со нас од каде тие црпат инспирацијата, енергијата и мотивацијата за пред се личен и професионален развој. Секако сите тоа го посакуваме, а тука е Марина Анчевска, НЛП тренер, која што секогаш одговара на прашањата кои што се поврзани со нашиот личен и професионален развој, она што сите го посакуваме. Кога зборуваме на оваа тема, еве тука некаде можеме да направиме некоја куса пауза да споменеме што ќе се случува периодов поврзано со инспирацијата. Вие покренавте еден навистина интересен фестивал, можеме да кажеме, што за прв пат се случува во регионот, а станува збор токму за фестивал кој што е посветен за личен и професионален развој. Може ли да позборуваме накратко за што станува збор? Да. Значи, инспиративен фестивал, меѓународен инспиративен фестивал на кој што учествуваат и предавачи од Холандија, од Ирска и всушност е тоа холистички настан кој што ја поврзува сите значи душата, телото и умот кај човекот, со тоа што ќе има настани од тема за коучинг, бизнис коучинг, како да се справувате на работа, како да се мотивирате, инспирирате себе си, до фамилиарните системи, йога, концерт кој што е прекрасен, значи покрај вежбањето на йога има и концерт на жива музика, исто така енергетски танц кој што ќе не донесе токму во нас внатре, во самите, да ја почувствуваме во себе си инспирацијата и мотивацијата. Инспиративен говор, ќе има дружење, ќе има, значи, се она што еден човек може да си го посака за да ја почувствува таа инспирација и мотивација, може да се случи ете во тие 3 дена во Охрид. Това е само почеток, веројатно. Да. Секако. Бидејќи тие кои што лично ве познаваат, знаат колкава всушност вие сте секојдневна инспирација за нив. Јас и Сања тоа го знаеме, затоа го споделуваме и со гледачите. И пред се, бидејќи вие сте инспирација за другите, јас сакам да ве прашам кој е за вас инспирација, што вас ве инспирира? Да. Многу работи. Значи, јас се инспирирам од луѓето. Најмногу од луѓето, од со сите оние кои што комуницирам, најчесто можам да кажам дека будно слушам и следам, затоа што ништо не е случајно. Тоа е мојата девиза за движење во животот и се нешто што ми се случува, некој човек кој што ќе го сретнам или разговор, знам дека имаме порак едни со други. Инспирацијата наоѓам во комуникацијата со луѓето, ја наоѓам многу на работа, затоа што таква ми е работата, работам со луѓе и се инспирирам исто од движење. Че кај мене движењето, природата, спортувањето е исто така момент каде што можам да објаснам дека се некако легнува, се таложи и се отвара нов простор за нови идеи, за нови креации, инспирацијата и затоа секогаш викам движете го телото, правете нешто со телото за да можете да се прочистите и телото и умот и да ви дојде она
на чиста енергија повторно, за да можете поинаку да го гледате светот. Не. Рековте дека на фестивалот секако ќе се зборува за теми кои што се поврзани со инспирацијата, се со цел нели да се размислува и да се зборува за душата, телото и умот. Секако телото можеме да го доведеме во совршенство, вежбајки, внимавајќи на храната, умот секако со многу читање, со многу вложување во себе. И тука и душата која што пред се како сите сакаме да кажеме треба да се чувствува спокојна и мирна. Дали таму можеби најтешко се делува? Душата е постојано со нас, исто така, меѓутоа ние сме растргнати помеѓу умот и емоциите и не можеме всушност да комуницираме со нашата душа. Душата е секаде присутна и секогаш и таа е најчиста енергија која што ние постојано ја имаме во нас, меѓутоа душата комуницира само кога имаме мир и спокој во себе. Душата се јавува во моменти на инспирација и на мотивација, душата се јавува во еден убав разговор со луѓе, значи секогаш е тоа, меѓутоа како да ја нахраниме душата е кога телото и умот ќе ги ставиме во некаков баланс. Тогаш душата повеќе излегува на површина и најчесто ние луѓето сме растргнати помеѓу тоа знаењето, значи што да кажеме интелигенцијата, надградувањето на интелигенцијата, ретко кој е свесен за емоционалната интелигенција, се повеќе луѓе се будат за себе, меѓутоа имам уште една интелигенција, таа е себеспознавањето, а таа доаѓа во комуникација на интелигенцијата, на умот и емоционалната интелигенција. Меѓутоа сите тие три ги поврзува уште една интелигенција, таа е духовната интелигенција. Таа е, значи, мудроста, харизмата, ако некој човек го препознаете како харизматичен, значи дека вибрира на сите тие четири интелигенции, да кажеме, кои што се постојано во нас, меѓутоа која ја храниме, значи само таа ја развиваме. Да. Веќе го имаме првиот гледач за денеска, кој што можеби ќе сака да сподели со нас кои се нештата што го инспирираат. Велам добар ден на кого? Добар ден. Ве слушаме. Ја поздравувам Марина, моја комшивка, со самата нејзина појава како човек, кој живееме во иста зграда, е многу прекрасна и мотивирана. И ме мотивира наше нејзиниот однос, пристапност која ќе седнеш кога разговара со неја е толку позитивна и со позитивна енергија. И многу работи таа ни објаснува. Да ја поздравам и да ја пожелам многу здравје. Да. Ви благодариме за вашето вклучување и ете убави зборови. Да, од секого може да се научи. Значи, никогаш не ги подценувајте луѓето кои што се околу вас. А тоа е многу важно и во фирмите, затоа што секој има некакво влијание. Од секого може нешто да се научи, да се исцрпи некој одговор, можеби кој се сме го барале на многу места, одговорот може да биде пред нас. Ета и гледачот кажа колку допринесува таа позитивна енергија која што луѓето знаат и умеат да ја шират, но за да се биде позитивно расположени, да се има позитивна енергија, треба да се постигне она претходното за кое што зборувавме, балансот. А секако споменавте и јогата, јога концертот кој што ќе се случува на фестивалот. Спортувањето, мирот, секако се нешто најважно што треба да го практикуваме доколку сакаме да ги имаме тие резултати и ние да делуваме исто како што делувате вие за околината. Да, многу е важно да се најде балансот во себе си. Јас често тоа го покажувам како една тегла со песок и вода, која што е постојано, значи, да кажеме, раздвижена, и тоа сме ние во текот на денот. Мора да најдеме неколку минути за себе, за да се спушти тој песок и да се расчисти водата. Тоа е постојано, затоа што постојано имаме информација од надвор, разговараме со луѓе и ни треба момент, нели, не викаат за џабе, ако немаш 10 минути за себе, нема живот. Важни се тие 10 минути во текот на денот да ни се смири сите искуства, се она што сме го слушнале, виделе и почувствувале, за да можеме да видиме што тоа нас ни носи всушност. Имаме и следниот гледач за денешниот разговор на оваа тема и ги инспириравме гледачите, што е најважно. Добро утро, добар ден за кого? Што тоа нас ни носи всушност? Дали се слушаме? Да. Повелете во програма сте. Да, благодарам. Добро утро, добар ден за кого? Добро утро. Намалете го тонот на телевизорот за да можеме подобро да се чуеме. Да, се слушаме.
Да, јас ја поздравувам Марина, ја познавам уште од Да, скроз е намалено, скроз е намалено. Добро утро, праен поздрав до водителките, поздрав до гостинката. Јас сум тетка Марија. Маринчето ја знам уште од мали нози. И ја поздравувам многу и многу ми е драго што ја гледам и на телевизија. Што вас најмногу ве инспирира? Може ли да ни кажете? Па еве кога зборува за овие работи, за духовното, за образовното, за се оно што треба за духот, за човекот, за телото. Многу поздрав ви кажете, јас сум тетка Марија од Чичко Јован. Ви благодариме многу за јавувањето. Да, Куку, видиш, интересно, слушатели, денеска што се познаваме и тоа е убаво кога знаеме дека се инспирираме едни со други. Некогаш и немаме идеја што се случува доколку нешто кажеме, како луѓето околу нас ги инспирираме. Така и другите луѓе можеби ќе кажат нешто, па ние се инспирираме и затоа е прекрасно конекцијата што ја имаме едни со други. Да. Тука, нели, вклучително на сето ова што зборуваме е и енергијата која што ја носиме во нас. Тоа е, можеби го поврзувам со ова последно што го рековте. Носи секој од нас одреден тип на енергија која што може и како лесно во дадени случаи да ја пренесеме на другите или пак обратно. Така што од што зависи ова секојдневно ние да можеме да контролираме каква е она енергија која што ја носиме и ја шириме. Да. Интересно е што луѓето постојано мислиме дека енергијата некаде ни оди, па ни ја снемува, па од некаде ќе ни дојде. Тоа е само перцепција. Ние сме енергија. Значи тоа е постојано во движење и некогаш може нели да ни се случи одеднаш имаме чувство дека сме останале без див, без енергија. Меѓутоа таа е постојано во нас, изворот е во нас. Секогаш. Изворот, како ние се чувствуваме, зависи од тоа како ние ја перципираме реалноста, како ние перципираме околината и пак е тоа нашето минато, какво влијание имаат нашите верувања и вредности, што ни се случувало во животот, за да бидеме постојано, значи во таа енергија, да се чувствуваме пријатно, пак е тоа себе освестувањето. Ја немам друг одговор на тоа, освен секогаш вртењето кон себе и чувствувањето и следењето на своите внатрешни процеси. Не често не сме ни свесни за енергијата која што имаме и која што ја шириме околу околината. И кога некој ќе ни прииде со одговор дека позитивно делуваме на нив, веројатно дека се чувствуваме убаво. Зошто не сме свесни за тоа како делуваме на луѓето? Затоа што ние сме постојано во себе. И кога комуницираме со другите луѓе, ние се слушаме себе си. Затоа немаме чувство всушност што пренесуваме кај другиот. Тоа е добро или? Па некогаш не, затоа што комуникацијата е всушност тоа што ќе го предизвикаш во главата на другиот. Значи, дали тоа што го предизвикуваш во главата на другиот е тоа што сакаш да го предизвикаш, каква порака, каква енергија пренесуваш, е многу важно да го освестиме тој процес. Повторно имаме гледач на линија на кој што му даваме во овој момент предност. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Не слушате? Да, вие сте во програма. Едно прашање поздрав до вас и до докторкава Марина. Ме занима што е уствари емотивна интелигенција и нешто во врска со менталниот склоп, некако продолжение. И името Марина ме асоцира на детство, кога истата таа песна ја пееш. И многу убаво име, увек кога го слушам тоа име ме враќа на детство. Ме слушнате се, не? Да, на детство. Да. Ви благодариме многу што не следивте и што се вклучивте. Ќе дадеме ли одговор околу емотивната интелигенција? Менталниот склоп. И менталниот склоп. Да, и менталниот склоп. Емотивната енергија, емоционалната интелигенција, значи од мое искуство, јас што можам да кажам, е всушност како се конектирате со самите себе си и како се конектирате со другите луѓе. Затоа што животот е емоција, ништо друго. Се што правиме ние во животот, правиме да задоволиме некаква емоција или да избегнеме некаква емоција. Значи во комуникацијата со самите нас, во комуникацијата со другите луѓе, ние пренесуваме некаква емоција. Освестувањето на тоа
Значи, што е тоа што предизвикува реакција кај мене? Затоа е прашањето дали е прво всушност емоцијата или е мислата. Што е прво, јајцето или кокошката? Во нас, во нашите луѓе, кога ќе ние комуницираме или нешто, или кога сме со сами себе си, ние чувствуваме прво некакво расположение. Тоа расположение расте со нашиот внатрешен интерен диалог и се креира некаква емоција. Освестувањето на целиот тој процес всушност не прави нас емотивно интелигентни. Колку побрзо освестуваме за тоа како реагираме на одредени ситуации, какви мисли ни доаѓаат и како таа мисла се развива во некој правец, тоа за мене значи емотивна интелигенција. И емотивно интелигентни луѓе се оние луѓе кои што веднаш може да ги препознаете, кои што се конгруентни. Конгруентно значи внатрешните и надворешните процеси се во некаков баланс, тоа што го чувствуваме внатре во себе си, тоа што е нашиот внатрешен диалог, е соодветен со нашето однесување. Да. И за менталниот склоп секако тоа е, интерниот диалог, кој што ние го имаме. Гледачите се јавуваат, се инспирираат и ги сакаат овие теми, сакаат да се пронајдат самите себе си веројатно каде се. Вие велите дека во секој од нас има реалист, критичар и сонувач. Да. Сите го имаме тоа во себе, сите знаеме која е реалноста, сите се критикуваме и добро е веројатно кога самите кон себе сме самокритични и секако сонуваме и мечтаеме. Човек кој што не сонува и кој што не мечтае, не е жив човек, велат. Да, меѓутоа се помалку луѓето сонуваат. Се повеќе се критичари и реалисти отколку сонувачи. Децата сонуваат и прашањето е кога го изгубивте детето во себе, кога престанавте да сонувате. Меѓутоа само сонување исто така не може да донесе нешто конкретно, затоа ни се потребни и реалистот и критичарот, меѓутоа тие три треба да тежнееме да се во некаков баланс, да се во некаква согласност. Многу често луѓето се во улога само на критичар. Значи, или се критикуваат самите себе си, или ја критикуваат околината. Тоа кај децата го нема. Не, детето комуницира само со сетилата, а ние луѓето тие сетила прво треба да ги анализираме, да ги разбереме, па потоа да ги искажеме. Меѓутоа децата тоа го прават најприродно. Кога ќе почнат во школа, тогаш почнува промената кај децата. И во зависност нормално во каква околина се живеат. Значи дека треба да останеме да бидеме деца за да можеме да сонуваме, затоа што да се сонува како велите вие, убаво. Да, секако. И предност на сите. Убаво е да си го чуваме детето во нас. И никогаш не е доцна за среќно детство. Убаво кажано, ние го имаме и следниот гледач на линија. Кој ни се јавува? Се јавувам од Охрид, поготово од Велгошти, Ненка. Се јавувам прв пат. Ја поздравувам емисијата. И сакам да кажам некој моје мислење. Повелете. Јас цел живот, уште како дете, степорам и постојано мислам позитивно, а и многу воспитувам и како наставник сум и велам, негативно на сите може да ни се случи, ама ние треба тоа веќе да го заборавиме и да се бориме. Животот, цел живот е борба. Ама да се бориме како? Поштено. Секогаш и секогаш да се мисли позитивно. Пак постариме малку сме посмирени, ама младите многу нервозни, имам и внуци и постојано им зборувам. Со таа нервоза само штета си правиме. И велам, никогаш завист нема меѓу луѓето. Секој се бори во животот. Некој ќе постигне повеќе од тебе, некој ќе постигне помалку. Важно цел живот да се бориме и велам само поштено да се бориме, само тогаш ќе постигнеме и се ќе ни биде убаво. А животот сјајно не може да биде. Да. Дете ми поздравени. Ви благодариме многу за вашето јавување. Да, и тоа е животот и тоа е интересно, животот дали е вистински борба или е некакво движење. Ако постојано па и треба да се бориме, кај мене тоа делува некако и страшно на некој начин, меѓутоа секој си го доживува животот на својот начин и тоа е секако треба да се мисли затоа што не сме ние сами на овој свет
околината е исто така важна и конектирањето со луѓето е многу важно. Тоа е таа позитивна мисла кон себе и кон другите најважното. Колку е тешко и како всушност да си ги зачуваме собствената мотивација и собствените идеи, собствената инспирација, затоа што се случува да го слушнеме тоа од некој друг, да речеме, ти премногу сонуваш или ти премногу фантазираш, тоа што си го замислил или сакаш да го оствариш е речиси невозможно. Како од овие влијанија надворешни што ја рушат нашата инспирација да се заштитиме? Ако имате такви луѓе во околина, веднаш да ги избегнувате, затоа што тоа што се луѓе кои што не може да си ги остварат своите соништа, па пробуваат кај вас истото да го направат. Важно е да знаеме ние во што веруваме, што ни е нас важно и вредно и да се откриваме себе си, да откриваме која е поентата на живењето, затоа што животот не е само да се преживее. Животот не е само борба, не е само преживување, животот треба да се живее на некој убав начин, нешто да се остави позади нас. Доколку немате таква мотивација или инспирација или мислите дека треба да се живее само на ниво на околина и на некакво однесување, да се оди на работа и да се враќа дома и да се плаќаат сметки, тоа е навистина жалосно. Затоа ако имате сон, ако во нешто верувајте, јас секогаш ги охрабрувам луѓето затоа што се е возможно. Се може да се случи, се е возможно, звучи дека многу позитивно, меѓутоа и негативни и позитивни работи се случуваат во животот. Се е возможно, се може да се случи. Начинот на кој што ги доживуваме укажува на тоа колку сме ние спремни да лично како човек, значи за да се справуваме со предизвиците и да си ја следиме нашата мисија. Секој од нас има мисија и си има цел во животот. И вие со вашата работа, јас со мојата работа, идејата е да инспирираме и да мотивираме луѓе да прават промени и ако тоа го постигнеме, тоа што навистина животот е за мене успешен на некој начин. Сме постигнале својата мисија и својата цел. Убаво е како велиме луѓето да мечтаат, да сонуваат, да се инспирираат, но не завршува се таму, мора да се превземе и акција и многу да се работи на остварување на она за кое што мечтаеме. Не е доволен само сонот доколку остане само сон. Да, ние можеме цел ден да кажуваме афирмации и позитивни мисли, меѓутоа ако не го направиме чекорот да направиме некаква промена, ништо нема да се случи. А со присуството на овој фестивал, веројатно сите оние кои што ќе дојдат и кои што ќе сакаат да бидат од тие случувања, веќе се спремни веројатно да ги остваруваат своите соништа. Па да, најчесто луѓе кои што доаѓаат на такви предавања или едно друго се трагачи. И тоа е всушност најважното во инспирацијата и мотивацијата. Дали сте љубопитни? Има ли кај нас трагачи и љубопитни? Има, многу, се повеќе и повеќе луѓе, да, бараат. И не е важно каде ќе се приклучи во која програма. Важно е дека нешто бара, оно што бара ќе најде. И само љубопитноста ако ја изгубите е жалост. Луѓето кои што се љубопитни, кои што сакаат да слушнат нешто ново, да прочитаат нешто ново, тие ќе најдат инспирацијата и мотивацијата. Дали тоа значи дека тука може да учествуваат буквално сите оние кои што имаат желба и за промени, желба можеби да најдат во нови нешта и мотивација и инспирација? Секако, доколку некој не е во можност да дојде во Охрид, ние наскоро ќе почнеме еден инспиративен караван низ Македонија, така да нема веќе изговори. Не можеме да дојдеме во Скопје, еве ние ќе дојдеме во градот. Поблиску до вас. Да. А вие сте секако инспирирани премногу за да го споделите сето знаење кое што го имате и сета едукација која што имате во вашиот живот, да ја поделите со останатите, сите оние кои што ќе сакаат да побараат помош и сите оние кои што сакаат пред се да доживеат свој личен, но и професионален развој. Колку фирмите сакаат да бидат дел од вакви фестивали, можеби семинари, конгреси, да допринесат за своите запослени, се со цел и самите тие во својата средина во која што поминуваат повеќе од времето отколку што го поминуваат дома, да функционираат како едно семејство, како еден тим, да има позитивна енергија и сето тоа на крајот да резултира во успех на фирмата во која што работат. Се повеќе фирми инвестираат во своите вработени и пак ќе кажам, зависи од тој што одлучува. Доколку таа личност на тоа работно место е исто инспиративна, мотивирачка, љубопитна, тогаш ќе може да се организира таков тренинг. И таквите исто се повеќе се будат, да.
Да. Во тек се последните минути од нашиот разговор, но сепак имаме време и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Да ве поздравам најпрвен, вас и гостинката. Ве поздравувам. Покасно се вклучи, ви сакам само да прашам за шо фестивал станува збор и кога? Да, ќе ги кажеме, ви благодариме за јавувањето. Во продолжение уште еднаш информациите околу фестивалот, накратко само. Да, кога ќе може да се ќе се одржува викендот од 26, 27, 28 мај. Таму ќе биде и ќе има, значи, како што кажавме, различни работилници, се со цел да постигнеме некаков личен и професионален успех. Нормално секој она што го бара на некој од работилниците и ќе го добија. Значи, од коучинг до йога, до инспиративни говори, фамилиарни констелации и така натаму. За секого по нешто. Но да не очајуваат оние кои што можеби овој викенд нема да може да бидат во Охрид, наскоро ќе започне инспиративниот караван, а секако на социјалните мрежи ќе може да се информираат каде и кој ден во кој град ќе бидете, а секако дел ќе бидете и од нашата емисија повторно, за да ги информираме гледачите, да ги инспирираме пред се, да дојдат, да се запознаат одблизу и да почувствуваат таа позитивна енергија која што вие ја имате и несебично ја ширите кон околината. Ви благодарам, да, секој е добре дојден, секој оној кој што чувствува потреба за промена, постои. Се само треба да дојде и да го направи првиот чекор. Да. Ние тука ви благодариме што денеска ни бевте гостинка и за тоа што и нас најпосле ни инспирирате, а секако и нашите гледачи. Ви благодарам и вас и на сите гледачи, оние што се јавија исто. Ние продолжуваме понатаму. Еве го терминот резервиран за 24 анализа. Овој пат тоа ќе биде со колешката Душица Мрѓа, но вие секако не го оменувате каналот. Ние повторно се враќаме во студиото по анализата, односно после вестите во 12 часот.